Благодарам, председателе. Почитуван господине Медарски, вие сте познат во јавноста како адвокат, во моментов актуелен адвокат на господинот Кежаровски и член на Советот за политички систем на Социјалдемократскиот сојуз. Господинот Кежаровски беше осомничен за дело неовластено оддавање на информации и податоци за сведоците, соработниците на правдата, жртвите кои се јавуваат во својство на сведоци и нивните блиски лица. Дали објавувањето на идентитетот на заштитен сведок е кривично дело, како што е случајот со откривањето на заштитениот сведок во случајот Ореш. Во вашето излагање се осврнавте на меѓународните практики во ваквите случаи, но воопшто ниту збор не слушнав за законската регулатива во Република Македонија. Значи, не сметате ли дека е лицемерно од ваша страна, од една страна да обвинувате за законски изречени мерки од институциите, бидејќи законот за заштита на сведоци е донесен во 2005 година од страна на Социјалдемократскиот сојуз, кога беше на власт, имајќи го во предвид што и вие сте дел од Социјалдемократскиот сојуз и член на Советот за политички систем на Социјалдемократскиот сојуз. Во 2005 година Хелсиншкиот комитет во својот извештај објавил, цитирам: Доктор Павловски е председател на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз во Кратово и ја користи политичката позиција, а неговиот адвокат Радко Ѓоргиевски, сопруг на министерката Мери Младеновска Ѓоргиевска, е претерано дрзок за време на судењето, на кое што не е прифатен ниту еден сведок предложен од страна на тужената. Ова, значи, е дел од процес кој што е воден против новинарка на телевизиската куќа Сител. Истата таа е осудена на максимална казна. Како адвокат, како ги коментирате рочиштата и капацитетот на Социјалдемократскиот сојуз за почитување на медиумските слободи секогаш кога се на власт? Како вам ви изгледа процес против новинар во кој како адвокат се јавува сопругот на министерот за правда, а тужител е сопартиец, односно висок партиски функционер? Знаете ли да ни кажете ваков пример од европската практика? Ви благодарам. Благодарам за прашањето, иако точно се обидов да го разберам многу добро прашањето, меѓутоа не успеав до крај да го разберам. Ќе се обидам да одговорам на истото. Значи, како прво, точно е дека сум ангажиран во Советот за политички систем на Социјалдемократскиот сојуз, и тоа и во претходниот и во сегашниот состав, меѓутоа таму сум ангажиран во својство на експерт, а не како член на политичка партија. Значи, таму со мојата стручна подготвеност се обидувам да придонесам за правилно формирање на ставови во областа на политичкиот систем. Во поглед на фактот за законодавството за случајот Кежаровски, односно дали постои тоа кривично дело, да, тоа е пропишано кај нас. Меѓутоа, од друга страна, како што кажав, Република Македонија ја има ратификувано Европската конвенција за човекови права. Таа е супранационален инструмент, значи таа има предимство во поглед на примена на домашните прописи од таа област. И домашните судови при одлучувањето прво треба да водат сметка за Европската конвенција, за членовите на Европската конвенција и за ставот на Европскиот суд за човекови права, и да има и ваквите ставови и членовите на Европската конвенција, како што кажав, имаат предимство пред домашните прописи од определена област. Така, конкретно за случајот Кежаровски, точно е дека е предвидено како кривично дело, точно е дека е предвидена прилично висока санкција за ова кривично дело. Меѓутоа, од друга страна, и во домашниот закон постои начин да со ублажување се изрече значително пониска казна од она која што му изречена на Кежаровски, па дури истата да се услови. Во поглед, значи, на прашањето за судска постапка која што е водена во време на владењето на Социјалдемократскиот сојуз, не можам да одговорам, бидејќи таа постапка не ми е позната. Немам признање и не можам да навлегувам во оценка на тоа што таму се има случувано. Благодарам.